Индекс. Ексклузивни информации и проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Да, добар ден, Индекс на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маја Дамјановска, со вас во последната емисија од Индекс оваа година. А гостин во студиото на Радио Слободна Македонија е председателот на Комората на извршители Зоран Петрески. Добар ден, господине Петрески, добродојавте во Индекс. Актуелни сте од вчера со една нова информација која што за граѓаните е многу добро дојдена. Ке ни кажете ли нешто повеќе за тоа? Станува збор за новите измени во Законот за извршување, кои што и веќе се во собраниска процедура и треба наскоро да бидат усвоени. Зашто точно станува збор? Така, благодарам за поканата и за можноста да еве на вашиот медиум продискутираме за новостите кои што се актуелни, како што рековте, деновиве, а тоа е донесувањето на новиот закон за извршување, кој што конечно после некаде повеќе од 3 години процедури на подготовка, на препроверка и на преиспитување, конечно се најде во собраниска процедура и очекуваме некаде веќе на почетокот на идната година, значи веќе во февруари истиот да биде усвоен. И ова ново законско решение практично е резултат на 10 годишното искуство на системот на извршување кој што е воведен во Република Македонија 2005 година и кој што според многумина е една од најкрупните реформи во правосудниот систем на Република Македонија. Практично неговото донесување во 2005 година се преслика на некој начин холандскиот систем на присилно извршување и прилагоден на македонски услови, без некое посебно претходно искуство, веќе функционира 10 години, но во многу работи кои што беа содржани во стариот закон се покажа недостатоци, се покажа и одредени аномалии на истиот. Практично една од тие аномалии е да голем број на граѓани бидат засегнати со парење за извршување и со присилно извршување. Апсолутно тоа не е целта на законот за извршување. За извршителите и системот на извршување постојат заради оние кои што не сакаат да ги платат своите долгови, а не за оние кои што не можат тоа да го сторат или за тоа што не се информирани. И практично новото законско решение нуди многу решенија кои што се поволни и за извршителите, кои што конечно ќе добијат прецизни, јасни одредби, рокови и нема да постои досегашното различно постапување или како да кажам различна пракса со оглед на нејаснотијата во законските одредби. Од друга страна, доверителите ќе добијат поефикасен начин на наплата на своите побарувања и конечно законот нуди најмногу промени и поволности за крајните значи луѓето кои што се најмногу засегнати, а тоа се должниците или поточно должниците физички лица, особено должниците физички лица. И тука се нудат голем број поволности со цел да нема случајни извршувања, односно извршувања кога граѓанинот не е запознен дека постои долг, и поволности и дури тогаш кога знае, поволности за истиот да на најлесен може начин го сервисира својот долг. Тоа практично значи дека од сега нема без најава блокирање на сметка. Со новиот закон кој што ќе стапи на сила од февруари, така, според вашите прогнози, тоа ќе значи дека секој должник претходно ќе му биде најавено дека должи и дека ќе биде предмет на извршување. Така. Предпоставка беше и во досегашниот закон дека должникот во неколку наврати се информира дека постои долг, а тоа е најпрвен компанијата или физичкото лице или предпријатието кое што го побарува долгот, треба да го информира дека граѓанинот должи, потоа во тужбената постапка адвокатот, судот или нотарот исто така треба да го информира должникот дека должи и конечно кога ќе дојде предметот кај извршител, тоа го прави извршителот. Во многу случаи извршителот не прибегнува кон ова средство блокада на сметка, него претходно оди со достава на друг налог со кој што се повикува граѓанинот да го плати својот долг во одреден период.
Но за жал многу често во нашите канцеларии за прв пат доаѓаа граѓани кои што велат дека овој долг прв пат знам и слушам дека постои, досега мене никој не ме информирал, зошто веднаш ми ја блокиравте сметката, јас ќе платев, или зошто веднаш ми ја блокиравте третината од плата, ќе ги платев доброволно и така натаму. И реакциите беа навистина големи во изминатите години. Се предлага едно решение со кое што извршителот задолжително, кога станува збор за должник физичко лице, ќе му достави налог со кој што ќе побара од должникот да го плати, односно да ги даде сите податоци кои што се неопходни во постапката за извршување. Со тоа што рокот од 3 дена е рок во кој што граѓанинот треба да се јави во канцеларијата, да дојде самиот таму или да се јави на телефон и да информира за статусот на долгот, за неговиот предлог како би се извршувал понатаму, за тоа дали е платен, дали лицето е социјален случај и така натаму. Практично тие 3 дена се можност да се направи контакт помеѓу извршителот и должникот и да се најде најсоодветно решение како тој долг би бил сервисиран. Тоа не е рок за да се плати, бидејќи слушам веднаш реакција од каде ако граѓанинот нема пари би ги платил во тие 3 дена. Не, тоа е рок во кој што тој треба да се јави во канцеларијата и да предложи и да ги даде информациите кои што ги поседува, за да не ги бара извршителот по службена должност, тоа ќе кошта. Доколку самиот граѓанин ги даде, тоа нема да кошта ништо и апсолутно се намалуваат трошоците на извршување. И вториот момент е да го избере средството за извршување. Дали тој ќе предложи тоа да се прави од плата, дали самиот ќе го сервисира веднаш или на 2-3 пати, или пак на некој друг начин, се остава можност за договор со извршителот. Повторно ќе има можност да се блокира сметката доколку граѓанинот го игнорира овој повик и доколку вети една ситуација, потпише службена белешка дека ќе го сервисира долгот на еден начин, а потоа не го прави тоа, останува тоа средство како можност да се присили да го плати долгот. Така, како до сега немаше најава, од сега она што ќе го правите вие како извршители, вие ќе им најавите на должниците дека ќе пристапите кон извршување, колку сте сигурни дека таа најава ќе стигне во вистински раце и дека ќе биде информиран должникот дека е во некаква процедура? Така, во досегашната пракса се... Тоа што и пред да започне емисијата разговаравме дека и многу сметки од државните и приватните компании во редовното сервисирање на долговите на граѓаните не стигнуваат навреме или пошта навреме не ги носи, па затоа и не сме свесни дека понекогаш и должиме и така натаму. Како вие ќе бидете сигурни дека вашето известување ќе биде лично предадено на рака на должникот и тој ќе постапи по него? Така, досегашната пракса покажа дека системот на извршување, односно на достава кој што го имаат извршителите е пофункционален од било кој друг. И практично доставата подразбира лична достава. Значи, или извршителот лично, односно вработен во канцеларијата ќе изврши достава, или тоа ќе најчесто го правиме преку приватните доставни служби и тоа е доста ефикасен систем. Значи не станува збор за оставање на некакво си известување во поштенско сандаче, него обидот се прави навистина сериозно да се дојде до самиот должник. Значи доставните служби се обидуваат 2 или 3 пати да го пронајдат на адресата должникот, доколку не го пронајдат на самиот негов влез оставаат порака да се јави во одреден рок од 8 дена во канцеларијата на доставната служба, така да овој начин е доста ефикасен и тоа се покажало во досегашната пракса. Веројатно ќе имаме и понатаму проблеми во еден многу помал процент, а тоа е кога граѓаните не ги пријавуваат своите промени на местото на живеалиште или имаат 2 или 3 стана, па некои од нив ги посетуваат еднаш на неколку месеци и веројатно тука повторно ќе остане проблем, но тоа е проблем повторно на самите граѓани. Значи должност е на секој од нас кога ќе го смени местото на живеалиште, тоа да го регистрира во Министерството за внатрешни работи за да се има трак каде може да биде пронајден истиот. Овие измени нови на законот за извршување велите дека имате на социјална димензија, што значи тоа? Тоа подразбира дека како овој момент што го споменавме со задолжителната достава
и повик на граѓанинот да го плати долгот во одреден период без да му биде блокирана сметката или платата, така и вонсудската наплата која што е спомената во законот, а исто така и електронската комуникација која што ќе стане задолжителна на извршителите со сите бази на податоци, придонесуваат да се намалат трошоците на извршување во огромна мера. Значи, ако досега сме трошеле 1000 до 1500 денари за прибирање на некои основни податоци во постапката за извршување, претпоставка е дека тие трошоци во иднина нема да постојат. Нема да постојат трошоците на достава на писмената кои што сега ги правиме до институциите, пример треба да испратите писмо до Централен регистар или до Катастар или до Агенција за вработување, сега по електронски пат апсолутно се избегнуваат тие трошоци. Самиот повик на граѓанинот во постапката на извршување да дојде да даде одредени податоци исто така ги намалува овие трошоци. Самата блокада на сметка, ако е непотребно направена, или самата блокада на 1/3 од плата, ако е непотребно направена, создава трошоци. Доколку се ова оди во еден ред како што е предвидено во новиот закон, сите овие трошоци нема да постојат. Можноста со вонсудската наплата исто така да се наплатат долговите пред да почне процесот на тужење, исто така возможуваат да без трошоци се сервисира долгот или да се најде начин тој да биде платен. Така да севкупно гледано практично овие измени се наменети токму за физичките лица, за широкиот круг на граѓани, посебно за ранливите категории. Пример е дека социјалните случаи доколку не бидат блокирани, нема да имаат никакви трошоци, тие се ослободени од извршување. Во досегашните постапки извршителот не знаеше дека тоа е социјален случај. Имаше ситуации во кои што двајца или тројца извршители му ја блокираат сметката, сите тројца ќе го одблокираат на крајот затоа што тој е ослободен од извршување, но се направени трошоци кои што крајно извршителот нема да ги наплати од должникот, но банката заради блокада и деблокада му наплаќа и често пати се случуваше да биде оштетен должникот и да изгуби целата социјална помош, што навистина не е во ред. Тука ќе направиме кратка пауза, се враќаме за кратко време со разговорот. Индекс со Маја Дамјановска. Да се враќаме во студиото, разговараме со претседателот на Комората на извршители Зоран Петрески за новите измени во Законот за извршување кои се во собранинска процедура и се очекува да стапат на сила од февруари. Петрески, новиот закон предвидува наместо претседателот на судот да ги извршува приговорите, тоа да го прави друг судија, која предноста тука. Така. Значи, и во досегашниот закон постоеше можноста да граѓанинот, фирмата, предпријатието кое што е должник да во рок од 3 дена по добивањето на налогот приговара до претседателот на судот на која територија се наоѓа и да укаже на евентуални пропусти во извршувањето или на тоа да укаже дека го платила долгот и така натаму. И по тоа одлучуваше претседателот на судот. За жал, претседателите на судовите се навистина ангажирани луѓе и доколку имате поголем број на такви приговори, не секогаш стигнувате на време да ги одговорите и квалитетно да им посветите внимание. Ова може би доаѓа како некаков консензус помеѓу и претседателите на судовите и извршителите за можноста дека по овие приговори би било добро да одлучува судија определен од претседателот на судот и сметаме дека на овој начин судијата еме со искуство кое што ќе го стекне при одговорите на приговорите, но и поради единствената обврска која што ќе му биде таа, ќе може многу побрзо и поквалитетно да одговори на ова прашање. Предвидено е жалбата да има и суспензивно дејство, што е улеснето во однос. Значи, во досегашниот закон жалбата не го одлагаше извршувањето и тоа создаваше навистина големи проблеми. Може би фактот дека жалбата ќе го одлага извршувањето ќе доведе до краткотрајно одлагање на целиот процес, но од друга страна ќе спречи многу несакани ситуации кои што се јавува со досегашниот закон, а тоа е дека од моментот кога ќе вложи жалба
должникот, без разлика дали е тоа физичко лице или фирма. Роковите за одговор на жалба, иако беа во законот 5 дена, од денот кога е направен одговорот на жалбата, во пракса се случуваше да чекаме на одговор на жалба и по повеќе од 1 па и 2 месеци. Законот за извршување пак од друга страна има стриктни рокови во кои што треба да постапувате. И пример е кога продавате недвижност, имате рок од моментот кога е направен заклучокот за продажба, во рок определен треба да ги распределите парите, треба да ги намирите, после тоа стекнува право должникот да се впише во катастар и така натаму, а во меѓувреме должникот вложил жалба и вие ја чекате 2 месеци жалбата, а во меѓувреме целата процедура е завршена и едноставно станува депласирана жалбата. Односно, во меѓувреме сте ги превзеле сите потребни работи и можете да не направите одредена штета на должникот. Затоа сметаме дека со можноста да жалбата го одлага извршувањето ќе доведе да не се јавуваат вакви несакани ситуации во Ги пракса. спомнавте недвижностите со измените на законот, се крати рокот за продажба. Бидејќи досега нели постапките беа долги, каматите растеа, со тоа и дополнително се зголемуваше долгот. Каква ќе биде со новиот закон сега во оваа насока, што ќе се случува? Значи, новиот закон предвидува кратење на времето на проценка и продажба на недвижностите. Прво, од моментот кога ќе треба да се процени недвижноста, проценителот има рок 8 дена, наместо досегашните 15 дена, и се скратува целиот практично рок за продажба на недвижноста, со тоа што досега имаше можност да тоа оди на 3 продажби, сега тоа е конкретизирано на вкупно 2, и исто така дефинирана е и висината на цената која што може да се спушта на недвижноста, значи тоа ќе биде за 1/3 на второто јавно наддавање. И исто така важен момент е дека задолжително во иднина првото јавно наддавање, односно првата продажба задолжително ќе биде јавно наддавање, што значи преку оглас, и ќе имаат можност најширок круг на луѓе да видат дека одредена недвижност се продава и да истата ја купат. И потоа нели на второто јавно наддавање кое што цената може да падне за 1/3, исто така ќе биде јасно дека под таа цена не може да се продава недвижноста. До сега законското решение овозможуваше и паѓање на пониско на цената и често пати идните купци калкулираа со тоа дека ајде сега нема се јавам нова продажба, можеби ќе падне уште цената, и тоа само го долговекуваше времето на продажба и тоа носеше штетни последици за должникот и за доверител. Петерски, концептот на емисијата најава да направиме уште една кратка пауза. Индекс со Маја Дамјановска. Да, повторно во Индекс разговараме со Петерски, председателот на Комората на извршители. Господине Петерски, се предвидува, спомнавме, вонсудска наплата на долговите, но зошто само за комунални сметки? Така, значи вонсудската наплата на побарувањето е еден институт кој што се користи во западните земји, особено тоа ефикасно функционира во Холандија, значи во земјата од каде што е пресликан нашиот систем на извршување, и тоа овозможува да, користејќи го ефикасниот систем на достава и на комуникација со должниците на извршителите, да се овозможи на должниците да дознаат за своите долгови во период, односно во фаза пред тие да бидат тужени. Им се овозможува на тој начин тие истите да ги платат без тие да бидат обременети со трошоци на адвокатски, нотарски, судски и така натаму. Зошто комуналните сметки? Затоа што токму тоа се оние долгови за кои што граѓаните можно е да не знаат, затоа што, како што споменавте, често се случува да сметките не дојдат до крајниот корисник, да самиот должник не ни знае дека постои таа сметка, или да не знае дека е тужена таа сметка. На овој начин ќе спречиме уште пред да се создаваат било какви трошоци
со ефикасната достава до должникот да му се овозможни во рок од 15 дена да тој го плати. Станува збор за помали долгови кои што не надминуваат одредена сума и опфаќаат најширок круг на граѓани. Целта е да не се создаваат трошоци во почетната фаза, затоа што дел од тие должници до кои што ќе се достави веројатно ќе бидат и корисници на социјална помош или на минимална пензија и така натаму и ќе можат во самиот почеток значи на фазата да информираат за тоа и да не се води едноставно тужбената постапка која што ќе создава трошоци за доверителот, а крајно ќе нема да може да се наплати од должникот. Тоа ќе значи дека новиот закон ќе ги дисциплинира компаниите кои доставуваат вакви комунални сметки. Да, веројатно. Согледно тоа што веќе кажавте дека од 30 до 50 илјади барања за извршување токму од нивна страна годишно добивате. Да, веројатно со голема веројатност дека компаниите во идната постапка во соглед на тоа што вонсудската наплата и трошоците паѓаат на нивна сметка ќе водат многу поголема грижа за тоа колку сметки одеднаш ќе испорачуваат на тужење, односно во вонсудски обид за наплата на побарувањата и веројатно многу бази на податоци кои што во моментот не се ажурирани ќе бидат ажурирани. Веројатно во овој контекст, во оваа насока ќе се набави обемот на работа на извршителите, а со тоа веројатно и нивниот број колку во моментот извршители има и дали новиот закон можеби контрапродуктивно ќе влијае на бројката на извршители. Така, новиот закон секако ќе влијае на тоа да се намалат вкупниот број на барања за извршување, но и без тоа ние во континуитет во последните неколку години имаме пат на вкупниот број на барања за извршување и на вкупниот обем на наплата. Превентивната функција на извршувањето апсолутно се остварува, финансиската дисциплина е навистина голема. Овие измени во законот дополнително ќе овозможат да и оние социјални категории кои што не може да ги сервисираат долговите да навреме алармираат за тоа и да не се создаваат нови трошоци. Сето тоа значи доведува до момент кога овој број на извршители кои што во моментов го имаме, а тоа е 99 во Република Македонија, ќе биде преголем за нашите услови. Европскиот просек на извршители е да на еден извршител има отприлика 30.000 граѓани, што за македонски услови би било некаде околу 70-тина. Со оглед на тоа што имаме повеќе мали населени места, е можеби максимум од 80 извршители за Република Македонија би биле сосема во ред. Со новиот закон ќе треба дополнително да го тестираат своето знаење извршителите. Вас како извршители, не лично вас, меѓутоа извршителите негодуваат по однос на оваа нова измена. Така е. Што ќе се случи доколку не го помина тестот? Негодувањето е токму тука, значи во делот дека доколку после полагањето на овој испит за проверка на знаење извршителот не го положи испитот, тоа подразбира губење на лиценцата. Но тоа не значи само губење на лиценцата на извршителот, тоа значи и затварање на канцеларија во која што има од 5 до 15 вработени лица. Тоа значи прераспределба на неколку илјади предмети кои што веќе се во некаква фаза на извршување и тоа навистина би создало хипотетички многу проблеми. И апсолутно се сложуваме дека потребно е да имам проверка на знаење. Таа идеја е секако за поздравување и не би требало никој од колегите да се опушти во своето работење и да не ги следи промените на законите, да не се надградува и така натаму. Но за тоа постојат многу и други начини како тоа да се прави, со континуирана едукација најпрви, а потоа и со некакви тестови или проверка на знаењето, но сепак ценам дека треба да постои, да се смени овој предлог кој што во моментов е доставен до собранието, со решенија кои што би биле прифатливи за сите и конечно не би создавале таков притисок кај извршителите. Тестовите би биле на секој 7 години. Така е. Постоечките извршители треба во следните 2 години од донесување на законот да го направат тој тест, а потоа на секој 7 години. Законот и досега функциониравме, разговаравме во
контекст на физичките лица, односно измените на овој закон, дали предвидува некакви измени овој закон кои што се однесуваат на правните лица? Па добро, значи правните лица и во досегашните постапки апсолутно не беа спорни во постапката на извршување и немаше големи негодувања од нивна страна во целиот процес. Кога станува збор за правни лица кои што се наоѓаат како доверители, секако дека има подобрување, како што кажав, новиот закон носи подобрување за сите учесници во извршувањето, секако и за доверителите добиваат на ефикасност, на брзина на извршувањето, на прецизност и така натаму. Така да поволностите се секако и на нивна страна, додека за должниците правни лица нема некои особени измени, но како што кажав и во досегашната пракса не се ни појавуваа проблеми во врска со тоа. И за крај, што би им препорачале вие на должниците? На должниците, кога станува збор за должниците, значи ќе се обратам на должниците кои што се физички лица и на секој еден од нас може да не му се случи во текот на животот поради една или друга причина да се најде во ситуација да должи и да мора да биде присилно извршуван. Она што е најважно е да при првиот повик на извршителот се јави во канцеларијата на извршителот и да најде начин да го сервисира својот долг на најповолен начин за него. Сите проблеми настануваат доколку должникот не се јавува, избегнува на секој можен начин да се појави во канцеларијата на извршителот или прави обиди да го избегне плаќањето. Сето тоа доведува до нови трошоци кои што конечно паѓаат на негов терет. Значи, оно што е најважно е да должникот граѓанин при првиот повик се јави во канцеларијата на извршителот и најде начин да го сервисира својот долг. Петерски, ви благодарам што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија. Се надевам дека овој закон ќе донесе голем бенефит за должниците и ќе профункционира како што видите вие од февруари. До тогаш сигурно ќе имаме прилика уште еднаш да се видиме, односно да се слушнеме и граѓаните, односно должниците подобро да се информираат за своите обврски кои што ги носат измените на овој закон. Јас мене ми преостанува на неколку година пред новата година да ви посакам успешна 2016 година, добро здравие за сите и ви благодарам уште еднаш што бевте дел од Индекс. Благодарам на поканата. Да, ние продолжуваме со пауза за реклами. Индекс со Маја Дамјановска. Да, и пред крај на Индекс уште неколку бизнес информации. Ќе се отварат нови посебни специјализирани зони во кои ќе работат компании од IT индустријата. Законските измени веќе поминаа на влада, се чека да добијат одобрување од собранието. Фирмите ќе може да градат своји капацитети, а ќе имаат и можност да закупат простор по поволни цени во објект кој ќе го гради Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони. Целта е да се потикнат странските компании да почнат да работат во Македонија и да отвораат работни места за новите дипломци IT инженери, најави премиерот Груевски. Овие компании ќе добијат и бројни бенефиции ако ја одберат Македонија како своја следна бизнис дестинација. Според Груевски, во првите 10 години од работењето ќе бидат ослободени од данок на добивка и персонален данок на доход, а за вложената опрема ќе бидат ослободени од ДДВ и царински давачки. Ако се одлучат да градат капацитет за земјиштето ќе плаќаат закуп, а ако изнемат простори ќе плаќаат кирии по символични цени. 5 странски компании пројавиле интерес за превземање на рудниците Злетово и Тораница. Станува збор за по една американска, руска, австралиско-канадска и англиска компанија, како и еден американски инвестициски фонд кои имаат искуство во менаџирање со рудници. Завршена е постапката за пријавување на побарувањето, а вкупната сума ќе биде позната во текот на идниот месец, велат од стечајната управа. Представници на заинтересираните странски компании до средината на јануари ќе се изјаснат дали ќе излезат со понуда за превземање. Синдикатот очекува успешно да заврши превземањето и набрзо да се рестартира производството и работно да се ангажираат 1000 рудари. Со рудниците Злетово и Тораница скоро 10 години управуваше компанијата Индоминерали и Метали, а експлоатацијата беше прекината кон крајот на септември годинава.
Индустриската производства во ноември бележи раст од 11,5% во споредба со истиот месец минатата година, објави Државниот завод за статистика. Најголем пораст од 17,5% има во секторот прехранбена индустрија, а опаѓање се бележи во секторот рударство и вадење на камен за 1% и во секторот снабдување со електрична енергија, газ, пареја и климатизација за 21,3%. Гледано по главните индустријски групи, пораст има кај интермедијалните производи, освен енергија за 1,4%, кај капиталните производи за 34,2%, трајните производи за широка потрошувачка за 11,5% и кај нетрајните производи за широка потрошувачка за 22,5%, додека опаѓање има кај енергијата за 16,9%. Во периодот јануари-ноември индустриското производство бележи сколемување од 4,4% во однос на истиот период минатата година. И ова е последната информација во индекс што емитува Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на индекс Маја Дамјановска. Денеска е 29 декември. Во продукција на Радио Слободна Македонија ви посакувам убав ден. Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.